На 5 кола до крајот продолжува борбата за влез во првата футсал лига. Три екипи со најголеми шанси. Црна Река се обидува да фати последен приклучок. Некогашниот шампион на Македонија Железарец е на врвото од табелата во втората футсал лига со 40 бодови. Ланскиот прволигаш е на добар пат, експресно се врати во елитата. На второто место е Се Универци со бод помалку, односно 39 бодови. Трето пласирана екипата на Каршијака кој има 34 бодови, а пак Ланскиот прволигаш Црна Река го држи четвртото место со 30 бодови, со тоа што тимот од Кавадарци има меч помалку, кој доколку го добие ќе има 33 бодови и ќе остане во посериозна трака за првите две места кои водат кон прва лига. Екипата на Фудбал Старс од Кочани е дебитант во втората лига, по 17 кола тимот го држи петото место со 21 бод, без шанси за нешто повеќе, па целта на кочанскиот второлигаш ќе биде да се задржи петото место до крајот на сезоната. На шестата позиција е Кратово со 19 бодови, а толку имат и Партизан Јуки Конзули. ССК е на деветото место со 18 бодови, а пак некогашниот прволигаш Овче поле од Свети Николе е предпоследен со 11 бодови, представува големо разочарување. Ако се земе фактот што минатата сезона Овче поле водеше тешка борба за експресно враќање во првата лига, на дното без бодови е Карадаку. Во рамки на следното 18-то коло ќе се одигра дерби над преворот во Кавадарци на двата лански прволигаши Црна Река против лидерот Железарец. Овче поле ќе го пречека Партизан Јук во Свети Николе. ССК гледа идеална шанса против Енерџијата Карадаку за седми сезонски триумф. Конзули ќе биде домаќин на Фудбал Старс од Кочани, а пак Каршијака ќе игра против Кратово.